Владата без одговор дали има контрола кој и со каква цел финансира бугарска пропаганда во Македонија, ниту пак има одговор чии интереси застапува бугарскиот филантроп Милен Врабевски, кој е главен финансиер на бугарските клубови, а најново и на Мал Битолски Монмартар и светската детска ликовна изложба и конкурс Битола. Алфа се обрати до портпаролот на владата, но попусто, додека власта молчи и е слепа за исторените пари од фондацијата на Врабевски во земјава, филантропот се расфрла со пари за финансирање на манифестации кои имаат традиционално и културолошко значење за Македонија. Бугарскиот тајкун дал 10 пати повеќе парични средства од председателот Стево Пендаровски за патувањето во Франција на наградената ученичка од ликовното студио Свети Кирил и Методи од Битола. На пат за Франција и раководството на Мал Битолски Монмартар, Славчо Неделковски, кој за Алфа не даде одговор зошто ја примиле донацијата од 17.500 евра од Врабевски, кога Општина Битола и Министерството за култура дало пари. Неодамна во интервју Неделковски вели дека не му е грижа за бугарските клубови во Македонија. Не е ментално добро да се туркаат вредностите на ЕУ за Европа без граници, а овде да се подигаат зидови меѓу два соседни и братски народи. Апсурдно е. Колку е апсурдно да не обележуваат како пробугарска организација. Сите проекти со Врабевски се меѓу организации од Бугарија и Македонија и бугарски и македонски ученици. Ниту пак наша работа е да ги лекуваме националистичките политичари од двете страни на границата. Милен Врабевски во јавноста стана познат во екот на пандемијата од ковид, кога на граничните премини нудеше бесплатни вакцини за државјани од Македонија. Тој беше пречекуван од поранешниот премиер Зоран Заев во Македонија, каде дискутирале за добрососедски односи. Пред помалку од една година во два наврати Врабевски во Скопје, Охрид, Битола и Богданци делеше и пакети храна, на кои беа залепени фотографии од цар Борис III, по кого беше именуван веќе забранетиот бугарски културен клуб во Охрид. Врабевски, заедно со Ковачев, на 6 мај годинава беа спречени да влезат во Македонија, бидејќи државата немало да дозволи никој да го нарушува јавниот ред и мир.